Летото 1960 година започнаа градежните активности за полнење на акумулацијата езеро Младост. Основна цел беше поливање на околните лозија, подоцна и рекреација на Велешани. Со доброволно ангажирање на вработените од тогашните велешки ферми, летото 1960 започна активностите за изградба на акумулацијата за вода денешното езеро Младост. Ниту уврелите летни денови не беа пречка за акцијашите да се вложат и го исчистат теренот каде двете реки Етовичка и Рудничка требало да го полнат со вода. Вода се полни и од блиското езеро Јарбош. Браната е висока 20 метри, изградена неколку години подоцна 1963. Вкупната зафатнина на езерото со вода е околу 6 милиони кубици. Најголемата длабочина е 25 метри. Тоа, кога било изградено, требало да ги наводнува околните лозија, што било и примерна цел, површина од околу 5000 хектари. Но со времето се увидело дека освен што може да служи за полевање, може да служи и за рекреација. Видеоснимките покажуваат дека во средината на 70-тите години на езерото се одржувале надпревари во скијање на вода. Изградени се и два ресторани покрај брегот, на Лозар и на Интернационал, со што започнува и можноста за туристички престои. Езерото Младост со годините станува привлечна цел за гостите и доживува туристички бум. Не само Велешани, туку и од блиските градови, пред се од Скопје. Во летните месеци е место за рекреација, одмор, капење. Словенците во 80-тите години барале да го земат езерото да го работат за туризам, но велешките локални власти одречно рекле не. Во подоцнежните години од 65 годишното постоење, езерото Младост со неговиот воден потенцијал стана место за рекреација. Тука доаѓаа бројни посетители, не само од Велес, туку и од Македонија, но и од странство. Сите оние кои што се на пропатување од и за Грција на летен одмор. Како туристичка дестинација започнува и градежната офанзива, која екологистите ја нарекуваат бетонизација, изградбата на стелитската населба на хотели. На површината на езерото се наоѓа најголемиот брод во Македонија, кој е хотел. Заради заштита на водите на акумулацијата се изгради колекторски систем, но тој и со фалинки. Некаде под нивото на водата, па е поплавен и фекалиите завршуваат во езерото. Вториот негов крак, покрај угостителските објекти на влезот во езерото, никој не ги контролира и не се во функција поради скапото одржување, високите сметки за струја. Во желбата да се збогати туристичката понуда под слоганот Смарт, паметно езеро Младост, се вложи 1 милион евра средства од Европската унија. Екологистите овој слоган го преименуваа Смрт за езерото Младост. Се изгради екокамп со ресторан и дрвени камп куќички во форма на барик, детски забавен парк, природен пат до една од венариите за развој на локалната економија. Се изгради и не функционира сувенирница, набавени беа 20 електрични велосипеди, кои за 4 години не извозеа ниту 1 метар, а имаат обезбедено и простор за нивно чување кој е празен. По реакциите на јавноста, градоначалникот испрати инспекција која констатира дека сите нови објекти кои се изградија или се градат последните неколку години се со дозвола и се легални. На 26 август 2019 се случи голем пожар кој опустоши шумата во околината на езерото, дрвја стари и по 50 години. Проценките се дека беа изгорени 20.000 метри кубни дрвја. За јавноста подметнат за да се добијат нови корисни површини за градење. Но и покрај се, езерото е мамка за бројните транзитни туристи кои одат или се враќаат на летување во Грција. Околу 4 до 5 милиони туристи секој лето минуваат покрај него, но мал дел го посетуваат. А тие реагираат. Сакате гости, а природите од автопат кон езерото се во очајна состојба. Локалната и државната власт ја префрлаат одговорноста кој е надлежен да ги реконструира. Пред 2 години во водите на езерото се случи пливачки маратон, одржан за Европскиот куп во далечинско пливање. Со учесници 100 врвни европски пливачи. Растежите и падовите се секаде присутни, така и кај акумулацијата Младост. Лани летото се појавија пласти од изумрена органска материја која ја прекри површината. Ги избрка рекреативците, создаде лоша слика. Причина е недостигот на кислород во водата. Нивото на езерото оваа пролет ниско, повторно се појави овие маси. Таа силно ќе влијае на туризмот летово, кога посетителите вообичаено ги има во голем број во бројните угостителски објекти. Ако пред 65 години беше изградено за полевање, подоцна стана центар за рекреација поради загаденоста на водата, езерото Младост од лани е мртво. Водата не смее да се користи ниту за полевање, ниту за рекреација.